Аерозагадувањето е предизвик кој бара обединет одговори заеднички напори од целата заедница и од власта и од приватниот сектор. Компанијата Екотип донираше 1 милион евра во прочистувачи на воздух кои ќе бидат поставени во градинките, училиштата, студентските домови, болниците и другите јавни установи. Овие уреди ќе обезбедат воздух со највисоки медицински стандарди за најранливите категории. Успехот во оваа област зависи од заеднички напори на сите сектори. Затоа како влада особено го истакнуваме значајниот принос на приватниот сектор, како што и оваа донација од 255 системи за филтрација на воздухот во вредност од 1 милион евра. Безрезервно ја цениме и посетата на представниците на реномираниот производител Менан Хумел, кои заедно со тимови од владата и Екотип Дуел Скопје ќе продолжат да ги разгледуваат можностите за понатамошна соработка во долгорочни проекти. Напредните прочистувачи се од реномираниот германски производител Ман и Хумел, чии представници беа присутни на потпишувањето на договорот во владата. Со ова се отвора можност за понатамошна соработка во борбата против аерозагадувањето, велат од владата. Од Екотип порача дека и другите општествено одговорни компании во земјава треба да го следат овој пример со цел зголемување на квалитетот на воздухот и почиста животна средина. Велат дека чистиот воздух е едно од човековите права и дел од сите меѓународни акти и конвенции. Кај нас е едно од најсензибилните прашања и секако сите треба да дадеме свој учинок во тој дел. Екотип, кој постои веќе 3 децении, е лидер на македонскиот пазар, а и во регионот пошироко, во прочистување на воздух, во системи, во донесување на најсовремени иновации, и во таа прилика одлучивме да донираме 1 милион евра во форма на прочистувачи за воздух. Премиерот Мицкоски ја поздрави оваа иницијатива. Ова иницијатива не само што ќе го подобри квалитетот на воздухот во јавните установи, туку и ќе помогне во поздраво општество. Воедно продолжуваме диалог со представниците на германската Ман Хумел, кои деновиве со тимот на владата и Екотип ја анализираат можноста за понатамошна соработка со фокус на долгорочни иницијативи и заеднички развојни перспективи. Во борбата против аерозагадувањето, владата претходно најави дека ќе се градат когенеративни централи со кои ќе се произведува енергија и топлина во ист процес. При тоа граѓаните ќе дишат почист воздух и ќе плаќаат пониски сметки за струја и за парно.